Здраво живо на час и половина пред залезот на сонцето и на околу не цели 2 недели пред почетокот на летото, температурата, барем според ова што го кажува мојот паметен телефон, е 31 степен Целзиусов. Температурата во студиото исто така е жешка, ако не од време на време слушнете некаква бучава, да знаете дека е тоа климата, бидејќи денеска ќе разговараме на една летна жешка тема. Реков, календарски летото не почнало, вие сте со Скопје ми е дома и студиското издание на Азбука на Скопје, циклус кој што се емитува од самиот почеток на вашата и наша вистинска телевизија повеќе од една година. Целта ни е да ги приближиме вредностите, знаменитостите на градот на кој што сите нам ни е дом и на некој начин да научиме нешто повеќе, меѓутоа и да поразговараме за темите настрана од политиката која што секојдневно е присутна на сите медиуми, кои што ве засегаат лично, вашата улица, вашето мало, вашата општина и така натаму, а и малку да евоцираме носталгично спомени за тоа какво било некогаш Скопје и какво е денес. Како што реков, летото е веќе започнато, барем што се однесува до температурите, и вечерва со мојата соговорничка сме навистина дома. Овде до мене има еден, тоа не е мојот соговорник, иако ќе го прашаме нешто, па ќе видиме, можеби во текот на разговорот и ќе се претвори во принц, па ќе ни каже нешто. Инаку се вика Марко, ќе проговориме малку и за тоа, и малку повеќе, а велам вечерва можеби буквално сме во Скопје ми е дома, бидејќи ќе си направиме еден асли домашен муабет на вистинска телевизија. Оние што забележуваат, веројатно професионалците малку повеќе отколку обичните гледачи или обичната публика, може да видат дека сите изданија на Скопје ми е дома и Азбука на Скопје се изработуваат, односно се продуцираат во соработка или копродукција со Кинг Марко Ленд. Кинг Марко Ленд е тука, Марко ни е тука, има тука и во раката и тој еден мобилен телефон, ја следи температурата, знаете дека на жабите малку повеќе им е жешко и им треба вода и се надевам дека со нас херојски ќе го издржи овој наш вечерашен разговор. Се изназборував како Виктор пред мене, продолжуваме по воветот. Спортско-рекреативен центар Сарај. Овој спортско-рекреативен центар се наоѓа во непосредна близина на градот и има традиционално излетнички карактер. Овој локалитет представува едно од најстарите излетнички места во Скопје со површина од 240.000 метри квадратни. Спортскиот центар Сарај е изграден во 1948-та, кога бил предвиден и со урбанистичкиот план како регион Сарај-Матка исполнет со базени, фудбалски игралишта, трибини и патеки. Подоцна, регионот Сарај-Матка прераснува во центар за спорт и рекреација со терени за спорт покрај реката Вардар и езерото Треска. Во 1955-та урбанистичкиот план е ревидиран и е изграден базенот, фудбалските игралишта и другите објекти за рекреација. Во 1964-та е направен нов урбанистички план со кој били испланирани јавното зеленило и спортско-рекреативните реони. Додека во 1971-та од страна на паркови и зеленило е направен проект за спортскиот центар Сарај со кој се дефинирани градското и вонградското зеленило со паркови, плоштади и други зелени површини по бодовите на Скопје, вонградското зеленило како и зеленилото за активна и пасивна рекреација. Имало и тенденција езерото Треска и реонот Сарај-Матка да се поврзат со водно и да представуваат целина. Ова би се постигнало преку изградба на помали објекти, но за жал планираните активности останале нереализирани. Денес како зеленило со оптимален интензитет на одржување, СРЦ Сарај е дел од вонградското зеленило под ингеренција на градот Скопје. Од големо значење е улогата на просторот кој има парковски содржини, вид
видиковци, тревници, детски игралишта, спортски терени и парковски елементи, кои нудат можност за одмор и рекреација за граѓаните на Скопје и околните населени места. Мистичноста на матка, тесниот таинствен карпест процеп од кој блика силна вода матица која им нуди живот на плодородните полиња, но и на луѓето. Зад карпестиот животоносен извор, се многубројните влажни пештери и пропасти во чија внатрешност тече или се цеди водата, формирајќи пештерски сталактити и сталагмити, меѓу народот познати како боски, односно дојки, вимиња, женски символи на мајката земја како дарителка на влагата. Овој предел изобилува со места кои го потврдуваат пред се женскиот карактер на раните пагански, а подоцна и словено-христијански култови кон Пресвета Богородица во манастирот веднаш над пештерата, почнувајќи од култот кон Артемида на Петровкамен, Петкојца дол под Света Недела. Според тоа не се случајни и топонимите Горица и Загорица, кои се наоѓаат во регионот на Висок Рид, јужно од Марковград. Овде постои верување дека во овај живописен планинско-шумски предел престојува горската, односно шумската мајка, женска митолошка личност од словенско потекло. Добродојдовте во непознатата Македонија, најпознатата незнаена земја на светот. Во централниот дел на Балканот, со површина од 25.713 километри квадратни и со нешто повеќе од 2 милиони жители. Дојдете во нашиот серијал, патувајте низ одаите на сопствената фантазија, откријте дека патиштата ве одвеле во една непозната, поубава стварност. Тука во папокот на светот ќе најдете многу непознати места. Малку земји имаат вакво богатство на прикриени остатоци од аквадукти, скриени споменици, законици, пергаменти, цркви и манастири, икони, фрески, копаничари, арабески и полумесечини. Тука минала парада од историјата. Само кога основните елементи на универзумот ќе престанат да постојат, тогаш ќе нема и оваа земја. Дојдете во нашиот дом, патувајте низ одаите на сопствената фантазија. Откријте дека патиштата ве одвеле во една поубава стварност. Во оваа епизода ќе ве водиме по патот на пионерското вовче од градскиот парк, преку Сарај, езеро Треска и Матка. Ќе ви покажеме убави и заборавени места. Уживајте! Се враќаме во студиото, токму така, убави и заборавени нешта. Гледате Скопје ми е дома на вистинска телевизија. Овај пат разговараме за тоа каква е понудата, можностите, колку ги препознаваме, негуваме и ги унапредуваме нивните капацитети или од тоа што го имаме, нели, како вредност околу нас, како понуда за скопјани. За прибежиште, нели, во летните жешки денови, кога на сите ни е потребно, освен она што значи годишен одмор или не знам некакви далечни дестинации,
мал излет, мало бегство или според теоријата на ескапизмот, нели? Промена на секојдневното монотонија и бегство од високите температури. Скопје ми е дома, се вика емисијата, и реков на почетокот дека ние вечерва ќе бидеме дома. На моје задоволство, мој вечерашен соговорник нема да биде само Марко, иако реков ќе го прашаме подоцна нешто, е нашата со големо на пријателка, соработничка, пријателката и соработничката на речиси сите медиуми во Скопје и да не речам во Република Македонија, посакуваниот гостин во речиси сите утрински програми на националните телевизии, особено од младите новинари и репортери, затоа што освен што е преполна со знаење и раскажува убави приказни, најчесто има и готови материјали, па нели и новинарите почетници не мора многу да се трудат околу илустрирањето на своите прилози и емисии. За прв пат, после долги години ентузијастичка борба за промоција на туризмот, токму на оваа вистинска телевизија, почнавме таму некаде минатата година една посебна телевизиска програма која се нарекува Авантуризам, која што прво одеше во кратка форма, а потоа и со студиски долги разговори од сличен формат како денешниот. Значи, денес сме дома и не си правиме случајно сами меѓу себе муабет. Добро вечер за Гордана Јанакиевска. Во ова исто студио Гордана беше пред некој ден. Се надевам дека нема да ни забележа гледачите што ќе разговараме на перту, бидејќи навистина ми е премногу лицемерно да си се обраќаме сега од чиста куртоазија како да сме се запознали вчера. Значи, во ова исто студио се прават разговорите за авантуризам, се со цел на некаква си наша, ајде јас да наречам и Дон Кихотовска мисија, да го издигнеме туризмот на местото кое што го заслужува. Денес во вестите видов дека е доделен мандатот за формирање на нова влада и има одредени најави и за прв пат, нели, да не испадни сега дека даваме политички коментари или фаворизираме, меѓутоа за прв пат чинам зборот туризам се појавува во одреден ресор. Овој пат ќе биде споен со ресорот култура и туризам, меѓутоа тоа е голем напредок од она што начинот на кој што претходно или во изминатите години на независна Македонија се третирал туризмот како нешто споредно, неважно и така натаму, иако според многу релевантни светски и европски проекции, особено за иднината на туризмот и за иднината на економијата, ајде да речам, и перспективите на техничко-технолошкиот развој, особено после ковидот, многу проекции зборуваат дека туризмот е на добар пат да стане една од највносните, да ги речам, да наречам така, гранки стопански, која што ќе произведува, односно ќе придонесува во бруто националниот производ во голем процент. Добро вечер, Гордана, се изназборав, се надевам ќе се изназбораме, сега тоа е, сега не си во твоја емисија, па се ќе трпиш малку вака и ти им правиш на гостите. Видовме Кинг Марколен, тоа беше пред неколку години, ќе го поздравиме и нашиот пријател и соработник Срđan Крстич, со кој што го снимавте ова пред години кога нели не постоеше ни вистинска телевизија. Меѓутоа тоа е дел од таа мисијата за Кинг Марколен. Јас те представив тебе како представник на Кинг Марколен и го ставивме фокусот на крале на Марко. Да. И како председател на здруженијето, затоа што кога се подготвував за оваа емисија, на крајот заклучив дека можеби најсоодветниот разговор за тоа почна летото, каде во лето во Скопје, каде да се избега, каде да се оди, е можеби со Гордана и покрај нели официјалните инстанции кои што се надлежни, ќе проговориме малку и за тоа. Крајот не може да и се најде во оваа наша Македонија, кој за што е надлежен, паркови зеленило, комплексот Сарај, па Матка, па Треска, па идеи, па визии, па амбиции, па тендери, па давање под концесија, амбиции за урбанистички развој, да го кажеме така и така натаму. Добро вечер, добре дојде Кинг Марколенд. Ќе почнеме од таму. Веројатно гледачите можеби и знаат од твојата досегашна мисија, иако малку се подзаборавени, бидејќи Крали Марко, односно приказните за Крали Марко и преку ова жапчето, нели, како заштитен знак, или принцот, рековме така, да најавме наламу, кој што го видовме и во прилогот,
е нешто кое што го има на секој чекор, особено во Скопје. Тоа јас можам и да го потврдам и преку и оваа програма, затоа што ако не е Маркова рака, е Маркова нога, ако не е нога е копито, ако не е копито е градиште или тврдина и се нешто Марково имаме тука околу нас, Марков манастир и така натаму. Имаме, за жал, многу малце знаеме? се негува. Добро. И многу малце знаеме и на вистина покрај тоа што имаме вложено многу околу тоа, постоја веб страници на кои имаше такви информации. На Facebook има King Marko Land Сдруженијето со податоци. Едноставно, некако е секојаш во втор план, мада Крале Марко на овие простори бил роден е 335-та, починал 395-та на 60 години во битка на конј, што е во денешно време незамисливо и често го потенцирам тоа, а нашиот проект за Крале Марко е почнат на 18 мај 2005, токму ради тоа, и едноставно е на некој начин символично 18 мај е датата кога загинал. До година 20 години? 20 години. И какво поместување е направено? Ете, рековме, веб-сајтот постоеше во овој момент од субјективно објективни причини, најчесто се објективни, односно немање поддршка, финанси, интерес и така натаму, институционален, па и од јавноста, генерално од општеството. Меѓутоа, кај сме стигнати за овие 20 години? По прашањето ете на идејата за King Marko Land и за промоцијата на Крали Марко како историска личност на Балканот, која што, нели, во услови кога нешто сите се делиме, па присвојуваме, па мое, твое, е замислена како личност која треба да ги спојува народите на Балканот, бидејќи сите имаат и приказни, и преданија, и се гордеат со него. Да. И самиот почеток на King Marko беше со таа намера, дека секој има, ние првичното Крале Марко ОРГМ МК работеше на македонски, англиски и српски, па почнавме да ги, идејата беше да има и на бугарски, да има на словенечки, бидејќи целиот овој простор е покриен со приказни за Крале Марко и едноставно начинот на соработка да тоа се направи. Подоцна тоа премина во King Marko Land туризам низ легенди, бидејќи мојата струка е туризам, а мислам дека имаме што. Па добро, и жабчето како принцот жаба од приказните, нели, има и друга метафора, да. Секако и на начинот на презентирање на Македонија низ легенди, да тоа биде дел од туристичка понуда, храна која е карактеристична за тој период, доста луѓе кои изработуваат сувенири, изработуваат за Крале Марко и навистина заокруживме таа приказна, меѓутоа не беше поддржана од релевантните места каде што можеби требаше да биде финансирано како проект и едноставно само од себе замре. И како размислуваат? Јас за жал на почеток констатирав, ете, нека ми биде земено како субјективно мислење, дека туризмот некако е кај нас цело време потурнуван како нешто второ, небитно, терцијално, да, нешто кое што мора да го има, ама и не мора да се занимаваме многу со него. Иако реално гледано, барем според светските искуства, нели е не само што може да биде значајно економски да придонесува за државата, да биде доходовно, туку и во овој случај, нели, како што се надеваме новото Министерство за култура и туризам, да ги спои и вредностите и културно-историските, па да придонесе и за промоција на земјата надвор и на вредностите на народот, нели, или народите кои што живеат на овие простори надвор, нешто што е исто така, можеби, во овој период од XY политички и геополитички причини, можеби и важно за оваа држава која се вика Република Македонија. Општо познато е дека Крале Марко е балкански јунак и нашето здружение имаше некои десетина представувања во државата. Морам да кажам дека многу подобро беше примено него кај нас. Првично и првото гостување беше во Србија и навистина имав трема како тоа ќе го разберат и како ќе ми го сватија, најдоа начин да, бидејќи Крале Марко... Во која смисла? Во смисла наше, ваше натегања? Да. И дека ќе биде проблемот која си... Која си сега ти за нашиот Кралевич Марко да зборуваш? Меѓутоа успеав да тоа биде... Крале Марко од самиот почеток како проект беше заштитен и со
авторско право за Македонија, Србија и Бугарија. На жалост не ја продолживме таа заштита, меѓутоа сватија дека во таа приказна сите може да учествуваме, дека проектот е поставен на здрави нозе и соработувавме со самото тоа што имав покани од државите околу нас, каде што Крале Марко се е како приказна, како песна, како поезија. Едноставно соработката одеше добро, меѓутоа пак ќе кажам недоволни средства. Во главном се сведуваше тоа да ја сработам хонорарно за да можеме да го покриеме тоа. Најчесто, како што рековме, волонтерски, најчесто нешто што во денешно време се смета помалку и за лудост. Јас реков и Дон Кихотовски, нели, го користа тоа како споредба кога така се турка упорно некоја приказна со ентузијазам, меѓутоа морам да кажам, еве јас стално секаде го кажувам тоа, Прилеп има пивофест кој е посветен на пивото Крале Марко и едноставно никогаш таму не се појавил некаде ликот на Крале Марко за да го доближа дека тоа е местото. Ете се појави сега во рекламите, имаме и таква реклама која што оди на програм. Зборувам конкретно за пивофест кај што доаѓаат луѓе од многу други држави да едноставно на таа манифестација учествуваат, пијат Крале Марко пиво, меѓутоа едноставно завршува на тоа. Обично велат, мислам, ајде се да не правиме приватен разговор, да не велам дека е одлично искуство, обично за луѓето кои што ентузијастички туркаат некоја работа, велат дека и не треба многу, дека некогаш е доволно поддршка, охрабрување, внимание, да потапше по рамо да каже браво. И да едноставно како сигнал дека си на вистинскиот пат. Го споменавме Бугарија, нели таа лиценца, ајде да ја наречеме, или франшиза, или како и да е заштитеното право за трите држави. Самата ваша екипа, чинам, беше изненадена од интересот и одзивот во Бугарија и од тоа, бидејќи ете излегува дека и малку се знаеме во тој поглед, а тоа колку бугарите исто така се, ајде да речем така жаргонски, народски, со речникот на младите, влезени во филмот на Крале Марко. Да, јас имав можност да интервенирам за 2-3 кафани кои беа отворени со име Крале Марко, да кажам дека не може тоа, бидејќи и тоа беше дел во тела авторски права. Беа изненадени како тоа не може, и приказните околу Крале Марко кои тие ги зимаат како нивни, едноставно не држат, бидејќи во територијата на Македонија Крале Марко владел, оставил доста траги. Не велам дека не треба, и токму таа намера да соработуваме, да научиме што има во Македонија врзано со Крале Марко, да така биде во Бугарија, да така биде во Србија, да така биде во Босна, Хрватска. Ако ви кажам дека во Хрватска театарот има фреска направено на која Марко Крале е на конј, доволно зборува дека и тие таму исто го негуваат тој лик. Хрватите, нели, Кралевич Марко, тој српскиот во наводници. Млајарот Августинчич има своје ателје таму на кое вие можете да видите малата фигура на Крале Марко на конј. Апсолутно има можности. Тоа е се, да речеме, подредено да таквите приказни бидат една туристичка дестинација во која ќе може и едната и другата страна да учествува. И регионален проект како патека, нели, за сите, бидејќи нели сега се во тренд таквите поврзувања регионални, затоа што овие сега новите генерации, новите типови на туристи се помалку сакаат да се врзат на едно место, all inclusive, не знам, 14 дена како што се одеше на времето, и сакаат да се мобилни, им досадува, да запознаваат нови моменти, нови подрачја и, што е многу интересно во приказната на Македонија, и нова храна. И нова храна, и ние имавме намера, за жал, веројатно и моите години, моите обврски према се ова што не оставија време, да направиме Крале Марко свадба, во која ќе може да доаѓаат. Многу е познато дека
источните земји, да речеме како Јапан или Кореја, или едноставно сакаат да прават свадби во другите држави и намерата беше да тоа се направи во Марков манастир. Тука беше јасен да машкиот учесник биде таму вечерта пред свадбата, да девојката биде некаде во куќите во селата околу Марков манастир и едноставно идејата беше одлична, беше поддржана, меѓутоа не ја спроведовме од X причини. Свадбите се секогаш интересни, веројатно можеби од тука и успешната приказна на галичката свадба, која за среќа остана и обстана, нели во различни држави во различни периоди успеа да обстои и покрај тоа што Галичник реално како заедница урбана, односно селска да речам, рурална заедница нема жители, освен сезонски жители, меѓутоа е една идеја. Идејата со свадбата ја спомена и нашите пријатели од Романо Ило, за ромска свадба, исто како туристичка атракција, така што тие свадбите може да бидат интересна. Па соработка со нив, идејата беше да во нивното простор кој за жал се уште не е активен и онака како што треба обработен, доаѓаат странците сакаат да ја видат шутка, да доживеат животот на ромите, да има можност да се направи свадба, да бидат облечени во ромска облека или едноставно да чисто само се сликаат во ромска облека и да тоа биде нешто што ќе го доживеат. Почнавме со Кинг Марколенд, затоа што предпоставувам дека одамна не си имала можност да се навратиш и да испромовираш идејата за Кинг Марколенд и да кажеме дека ете вака со заеднички сили ќе се обидеме да не се откажеме од идејата и да ја реактуализираме барем оноку колку што се може, нели како приказна, колку што ќе ни дозволи времето, врските, поддршката, са не знам дали тапшањето порамо или и било каков нели друг вид на поддршка кој што би бил добре дојден. Топоними кои носат име Марко и најчесто и немаат многу нешто врска со него, меѓутоа народот си измислил приказни, си не само што измислил. Крале Марко е познат како владетел кој се грижал за населението. Да му врати и таа убава приказна и песни што ги пренесувале за крале Марко е начин да му се одолжат. Топонимите кои тие ги крстиле Маркова рака, Маркова нога или не знам што, во суштина не се вистински и немаат многу додирна точка со крале Марко, ама е тоа начинот да му се одолжат. И предпоставувам дека е некаков континуитет на оние епови од антиката кои што зборувале за некои други видови на херои, за нели полубожества од античката митологија и така натаму, кои што потоа во нивното реално време ги пресликале во ликот на крале Марко, бидејќи да не се правиме сега стручни во дел за кој што си има експерти, меѓутоа има и такви истражувања, да речам, и научни предпоставки дека всушност се работи за континуитет и дека многу од тие антички херои се пресликани всушност во многу дела или епови, кои што потоа, како што рече, се прекрстени и се посветени на крале Марко. Личности така се прекрстуваат. Реков на почетокот дека поводот за овој разговор е летото, кое што ни почна и каде Скопјани да избегаат и кое не поти. Ако ја слушате климата, ќе ни простите овај пат, меѓутоа моравме да го направиме вака разговорот со клима, бидејќи така малку студиото да малце залади, да малце да земеме воздух. Јас ќе предложам да направиме куса пауза. Спомнавме нешто Маркова рака, да видиме дел од објектите кои што гравитираат на подрачјето или се во непосредна близина на Скопје, каде што секојдневно може да се избега и не се оддалечени нешто многу зборувам, дали со возење, некои од нив дури и со пешачење се лесно достапни. А потоа се враќаме со разговорот во студиото, како што видовме на почеток, нели рековме со Вовчето, баш убаво символично се заврши, преку Сарај до Матка и така натаму имаше една песна. По кусата пауза се враќаме со разговорот. Успение на Пресвета Богородица. Познат и како манастир Матка, е манастир во кањонот Матка, веднаш на левиот брег на реката Треска по браната на езерото Матка, на околу 17 километри од центарот на градот Скопје.
Тоа е активен манастир во кој постои женско монашко сестринство. Неговиот патронен празник, меѓу народот познат како Голема Богородица, се одбележува секоја година на 28 август, при што манастирот е секогаш посетен од илјадници скопјани кои учествуваат на големата општонародна веселба, проследена и со манастирска трпеза и со музика. Манастирот е изграден во средината на 14. век на старо култно место. Точното време на подигање на црквата не е познато, ниту пак првиот ктитор. На првобитната црква, веројатно во бурните настани на воспоставување турска власт во Македонија, страдале покривот и фреските. Многу подоцна во 1497 година известна господја Милица ја затекнала црквата без покрив. Таа инвестирала црквата повторно да добие и покрив и живопис и да се изгради припрата. Овие податоци стојат на надписот над влезната врата од внатре. Според овој надпис јасно е дека протогената градба на црквата потекнува од 14. век, додека покривот, припрата и внатрешниот фреско живопис се од крајот на 15. век. Во потрага по времето на изградба на првобитната црква може да се додаде и надгробната плоча на христијанката Марија, откриена во црквата пред олтарот. Со својата архитектурна концепција оваа црква не излегува од рамките на византиската архитектура од тој период. Прозорците се мали и високо поставени. Ваквиот објект припаѓа на типот градби од 14. век, поврзани со благородничката сакрална архитектура. Манастирот бил централен, матичен, за повеќето цркви, манастири и монашки скитови кои се наоѓале во овој дел од теснецот на реката. Во манастирот постои поменик во кој се впишани имињата на многу дарители на манастирот од целиот Скопски регион, вклучувајќи и имиња на луѓе од села кои денеска се населени со муслиманско, односно албанско население, што представува и важен споменик од непроценливо значење за историјата на целата Скопска област. Средновековна црква Свети Спас, Стара Матка. Античко и средновековно село и култно место. Планински рид висок околу 615 метри. На врвот има зарамнето плато со стрмни падини од север, исток и југ. Во средишниот дел на платото се наоѓаат две градби. Северната е малата еднокорабна црквичка Свети Спас, изградена пред 20 на години врз средновековна црквичка, можеби доцен 14 век. На истите се гледа дека се фундирани врз контури од постар култен објект со засега непозната припадност и средновековна црква Света Тројца. Јужната градба, всушност разурнатата црква од 12 век, време на владењето на византиската династија Комнени. Селаните од Матка ја раскопале пред околу 20 на години, но не успеале да ја обноват. Маркова рака во Матка. На двете страни на фасадата на манастирот Свети Андреј во Матка се наоѓаат отпечатоци од раката на крале Марко. Според легендата, крали Марко заедно со брат му Андреа минувале оттука и застанале да се одморат и да се освежат. Андреа влегол во меаната што се наоѓала на местото од сегашниот ресторан, во која имало големи турски аскер. Турците го убиле Андреа, а крали Марко, откако го одмаздил, како знак на предупредување оставил отпечаток од својата дланка во зидот од манастирот. Влюбениците во културно-историските споменици можат да добијат организирани аранжмани, меѓу кои посета на Марков град, средновековна населба тврдина од 14 век, во која се наоѓаат остатоци од црквите Света Недела,
Свети Ѓорги и Света Тројца. Тука и локалитетот наречен Маркова нога, со која се поврзани легендите за крали Марко, како и Марков град, доцно античка и средновековна тврдина кастел, Марков стол, Маркова воденица и Маркова нога. Гледате, Скопје ми е дома, се враќаме во студиото. Ја споменавме Маркова рака во манастирот Свети Андреј во близина на Скопје. Разговараме за прибежиштата во летно време кои што некогаш и денес им биле на располагање на скопјани. Овде зад нас со мојата соговорничка Гордана Јанакиевска, колешка, овој пат не во улога на водителка на авантуризам на вистинска телевизија, туку во улога на председател на Кинг Марко Ленд, или јас би рекол во улога на ентузијаст, неуморен ентузијаст, кој покрај сега во пензионерските денови уште повеќе слободно време има, да, не се предава и покрај тоа што е пензионер и е активна во промоцијата на туризмот. Рековме малку ќе евоцираме и спомени. Што гледаме? Се работи за снимка од пред речиси 40 Ова е базен во спортското рекреативно место Сарај. Да. Комплект центар му го менува името, ама спортско рекреативно. Снимката е од 85-та, што значи дека постоело во тоа време. Јас сеќам сум се бањала тука. Едноставно денеска е руина која е напуштена и која нема никакви можности или никој не сака да тоа се рекреира и да... Она што е многу, како да го кажам, проблематично за Скопје, Скопје сите знаеме е топло многу во летното време, има малце базени, тоа е Кале базенот, Олимписки базен, сега у Карпош има базен, еден од тие овој во Сарај, Чичино село имало базен. Се извинувам, уште што ќе те прекинам, значи 19 часот и 8 минути, уште е температурата 31 степен. Да, дефинитивно е нешто што е неиздржливо. И сите тие места со можност за капење, едноставно некое време екзистирале и луѓето можеле. Езеро Треска, не го спомнав, исто така кој е денеска запуштено и не се знае што ќе биде со него. Старите скопјани 36-та па навака се знаело дека оделе на Вардар и дека имало 5-6 плажи кои се биле наменети што за вип гости, што за обични, што за деца. Пред некое време подготвувавме содржини за островот, да, за кој што може малку би не е знам. и интересно и тоа дека постоела и нудистичка плажа и на Вардар и на Пчињака и Карланово. Дамите оделе едноставно да се бањаат. Добро, тоа било на времето и обичај и традиција, нели, поради мамите и така натаму. Имало кое е за нудизам и нешто што може би е малце познато. Необично, да. И необично за тоа време. Не знам зошто, едноставно и покрај оваа клима која е потребно да се има, да се каде излезе воениот базен, не го спомнав во аеродром, е нешто што сега функционира, олимпискиот и тој во Карпош и мислам дека нема други базени кои вие можете да отидете да... Меѓутоа и да отидете, тие не пуштаат секое време. Имаат деца, имаат пливачи, имаат часови, едноставно не можете вие сега да ви текне и да отидете да се избањате. Но тоа, ајде, јас би рекол, тоа е повеќе рекреативно или да не речам баш онака спортски, од спортски рекреативни побуди, тоа не е бегство, тоа не е, според мене. Пак си во Скопје, пак си на сред град, пак си на сред метеж и сега како што е модерно, како што сите нели си ја прават својата дневна агенда, па одат на вежбање, па на фитнес, па одат и на базен, нели. И тоа им е навика на одредени луѓе, меѓутоа тоа е дел од нивната дневна рутина. Но далеку од она што би требало да значи, не знам, туристичка понуда за локалното население. Баш во туристичка смисла. Дефинитивно е тоа така. Едноставно нема. Јас 75-та година сум учествувала на кајак првенството, не учествувала, него била една од организаторите во кој од цел свет доаѓаа кајакари. Се одржуваше еден меѓународен надпревар. Реката Треска, која сега е загадена и е едноставно поради тоа излатворено езерото Треска, е неможно да се бањате од загадените води кои се
штетни за организмот. Вардар не е оној вардар што јас го паметам, веќе тоа е малце вода, немате ни да сакате каде да пливате, да не зборуваме колку е чисто или не. Добро, но природата, планините, шумите, зеленилото, ќе видиме подоцна богата флора и фауна, ендемски растенија и така натаму, ни се пред носот. Некогаш и бегањето таму во зеленило под сенка на малку поголема надморска височина, многу може да значи во секојдневниот метеж за полнење на батериите. Зошто испустивме на некој начин? Не, да ви кажам, јас до период работев матка, ја проучував матка со сите нејзини едноставно места кои се единствени во свет на таков начин, бидејќи кањонот матка, кај што протекува треска, е од тропскиот период и кога почнало леденото доба и се топел тој снег, едноставно се формирал тој кањон, водата била неверојатно чиста, тоа покажува пештерата Врело, која има вода и која е неверојатно чиста, која може да се пие. Да дојдеме до тоа да сега таа вода, езерото Матка е исто загадено, да не можеш да се избањаш во него, да не можеш да го користиш летно време и да едноставно немаме можност. Направија 3 вештачки езера Козјак, Света Петка и Матка, кои се каскадно, меѓутоа и Света Петка и езерото Козјак не се искористени за тоа. Јас, додека бев соработник со Јасен, инсистирав да се купи некој брод во кој едноставно ќе може, бидејќи тој 30 на километри во еден и во друг правец, да може да летно време се учествува таму и температурите се пониски, бар едно 5-6 степени, едноставно се за поголем престој на повеќе луѓе кои овдека во Скопје изгоруваат, да не речеме од топлото, уживаат и да можат да бидат посетители. Колку значи таа надморската височина, ете овде каде што се наоѓаме во населба Железара, каде што е студиото, сме забележале нели минатото лето дека температурите се за нијанса пониски и има некое ветерче за разлика од температурите во центарот на Скопје, каде што претпоставувам дека и асфалтот и бетонот си го прават своето, а богами и се обраќаат. Јас живеам во Ѓорче Петров. Во моите поранешни памтења знам дека било многу свежо место, дека од центар кој ќе дојдеш овдека е барем 5-6 степени по свежо, меѓутоа со браните се затвори прилазот, воздухот, едноставно тоа веќе стана да не можеш да таа убавина и тоа поладно време само некоја мислена именка. Нашата првична идеја, односно мојата кога ја работев, кога нели имав идеја за што да се истретира во јуни на почетокот и на овие високи температури како тема, бидејќи ние на некој начин почнавме и од време на време ги представуваме и самите општини, имаме уште општини за представување и така натаму. Па веројатно дел од овие разговори кои ќе го имаме градоначалникот на општина Сарај и ќе ги проговориме, меѓутоа во меѓувреме истражувајќи за понудата нели која што ја имаме, и она што како потенцијал постои или постоело, па треба мал напор нели да се стави повторно во функција. Јас реков на почетокот, крајот не им се наоѓа од надлежности, врз надлежности и така натаму. Да, тоа е дефинитивно. Тоа обично ние како држава сме познати по такви некои приказни од типот, не знам, во сите општини во внатрешноста има тоа. Овој пат е магистрален, не е надлежност на општината, па е надлежност на државата, па ако власта централна со власта локална во услови на страшна политизација во каква што живееме и функционираме, се од различни нели партии спротивставени, тогаш по дефолт нема посакувана соработка или се прекинуваат проекти и така натаму или се префрла топката. Од друга страна, во Македонија важи приказната, јас често велам така народски, викам колку што е поубава невестата, толку поголема е веројатноста таа да остане немажена. Затоа што многу ја сакаат и таа е неодлучна и така натаму. Ова го кажувам метафорично во смисла на веројатно дел од нефункционирањето, необновувањето е заради тоа што некој во тоа гледа пари. Да, или може би профит, лесна заработка, да не спомнувам корупција и така натаму на надлежни, меѓутоа некако
така излегува приказната. Кој да ја мажи невестата, без разлика дали се работи за спортско-рекреативен центар, за езерата и за целото тоа подрачје. Па дефинитивно е да земеме пример Матка. Таа е заштитено подрачје, кој нема управител. Јас сум присуствувала барем на едно 5-6 работилници во кои тоа треба да се каже што е вредноста, дека треба и се завршува на тоа дека е заштитено подрачје и дека треба да има управител. И тоа е, јас сум од 64-та година во Скопје, се уште прашање кое не е решено. Со самото тоа, луѓето, мене доста ми биле ботаничари, луѓе кои се бават со ретки растенија и животни, едноставно им беше несватливо да е тоа така препуштено само на себе. Да се губи, да една темјанушка која ја има таму, која е раритет во свет, доаѓаат, ја берат, ја кинат, таа не може да успее на друго место, никој не води сметка околу тоа. Кај самиот ресторан, кај да е што има такви темјанушки ставена дрвена табла на која пишува Матка и никој за тоа не одговара. Го зимам како пример. Да. Сарај е под јавно предпријатие Паркови зеленила, меѓутоа е препуштено, го одржува. Пак е прашање до каде е тоа разграничување. Јас да признам за волја на вистината и ќе ги поздравам и ќе најавам нели некоја една ваква студиска средба. Комуницирав и со Паркови зеленило подготвувајќи се за оваа тема, меѓутоа поради време на годишни одмори и така натаму презафатеност не беа во можност да излезат во пресвет, што не значи дека нема да го направиме тоа заеднички во иднина. Меѓутоа друго беше мојот. Јас нив ги барав, меѓу другото, разговарајќи вака. Прво мислев заради тоа што сум битолчанец, па не можам крајот да го фатам, затоа што не го познавам, па сега овој надлежен, е надлежен. На крајот сватив дека самите скопјани не знаат што каде има и што за кој за што е надлежен. Предпоставувам дека тие зони на разграничување се истражувајќи во приказната, сватив дека јавното предпријатие в Паркови зеленило, кое што впрочем е под град Скопје, е надлежно за и спортско-рекреативниот комплекс, односно центар Сарај. Прават одредени обновувања, барем поколку што истражив по медиумите, некакви засадувања, одржување на зеленилото, некакви реквизити кои што се погодни за тоа, меѓутоа без некакви поголеми чекори. Сватив дека исто така тоа било во надлежност некогаш на Сарај, меѓутоа во чином 2013-та, сега нека не ме држат за збор гледачите, преминало со намера во надлежност на град Скопје, со намера се до тоа да се валоризира. Во меѓувреме се случуваа перипетии, се менуваа влади, власти, градоначалници и така натаму. И најчесто бидува приказната секогаш оние што тоа го критикуваат ако се направило, после ја продолжуваат истата приказна и на крајот пак некако ќе стигнеме до невестата што е за мажење. Значи, не сакам да преюдицираме дека нешто таму има скриено или може да има некаква тајна агенда, иако најдовме заеднички млади луѓе кои што архитекти кои што имаат одредена визија за целата таа приказна. Меѓутоа, на крајот на краиштата не има ништо лошо и во тоа да биде поврзано со инвеститори. Само тоа да биде во консултација со стручната фела, со научната фела, да биде одржливо и да не ја загрозува животната средина. Еве, кајак стазата не е под ничија ингеренција, буквално. Оставена е самата на себе, таа е една од најубавите кајак стази во Европа. Некоја држава да го има, тоа сигурно вака не би функционирало. Чинам сум гледал порано изјави од учесници на дефинитивно таа и на сите посетители од време на време има меѓународни надпревари, се воодушевени од стазата која е перфектна во однос на тоа што треба да го направат. Каде да се почне, да речеме, ако сега да не биде клише прашање од оние за еден друг тип емисии, меѓутоа кога би имале ете надлежности? Па веројатно би било поинаку. Каде да се почне? Што треба да се направи? Јас отворивме многу прашања. Значи прво рековме дека вредностите ги има, дека луѓето не ги знаат, дека не ги знаат домашните луѓе, дека не ги знаат скопјани, а камоли другите жители на Република Македонија, а да не зборуваме за странските туристи. Често пати се случува, истражувајќи преку интернет овие светски патници и така натаму, тие да дојдат па да ни држат лекции и повеќе да знаат
за нашето обкружување од нас самите. Ти работиш и како туристички водич, односно го имаш и тоа искуство и веројатно си се сретнала со такви приказни. Па еве ќе кажам дека кога се откри подводната пештера во Матка, набргу после тоа во јавноста беше доста презентирана и многу беа заинтересирани. И набргу после тоа се чистеше езерото Матка и беше испуштено. Луѓето доаѓаа специјално за да отидат во таја, не можат бидејќи водата беше исушена, не постоеше некој ред да се каже овој затворено ќе биде месец дена или не знам што, и доаѓаа страшно многу луѓе од страна за да го видат тоа. Значи веста одекна во светот, дефинитивно. А ние не бевме спремни да тоа го направиме. Друго, еве езерото Треска. Езерото Треска можеше да остане такво како што е, требаше се направи пречистителна станица, која не знам, чинеше некој милиарда и пол евра или денара или не знам. А она што ми паѓа сега на памет, значи сега во моментов се испитува континуирано бактериолошката исправност или тоа еднаш е заклучено дека бактериолошки не е исправна? Годишно еднаш до два пати се прави тоа. Добро, барем тоа се прави. И констатирано е дека водата не е за користење, во смисла на тоа дека е загадена и штетна за човекот, и муаветот ми беше дека езерото можеше да обстојува и да биде и ден денеска нешто кај што ќе можеа да се бањаат скопјани, едноставно не се најде начин да таа пречистителна станица се направи, што по мене е многу неразбирливо. Така и не е некаков некоја причина која е неизводлива. Да, ни голема инвестиција, особено ако се има во предвид бенефитот. Ако отидете сега, тоа е една пустелија која едноставно е зарасната, комбинации се прават, ќе се прави хотели, не знам што, она. Да, имаше, се крена врева галама пред некоја година околу отстранувањето на тие камприколките, времените објекти и така натаму. Меѓутоа најголем тоа е една новинарска приказна која што, барем јас колку што забележав истражувајќи или учејќи за оваа приказна со која што сега вечер разговараме, сватив дека дури и медиумите тоа го третирале тогаш за тогаш, и толку луѓето додека биле гласни биле и си застанала приказната таму пред 2-3 години и никому ништо. Секој чудо за 3 дена. Дека многу такви приказни или такви моменти завршува така кај нас. И едноставно никој не одговара за ништо. Се е препуштено на време, се е препуштено на снајди се, па направи нешто ако можеш, ако не, никому ништо. Така да не го разбирам искрено тоа. Ќе предложам да направиме уште една пауза, имаме ние многу содржини, дури јас истражувајќи нели насрч во нашата интерна архива, за што се би можело да биде поврзано со темата за која што разговараме, најдов над 20 и кусур куси содржини кои што веќе сме ги емитувале на програма. Има и сигурно 100. Сигурно има повеќе. А и допрва нели се прават, нели низ разговорот добив идеја дека некои содржини и сега се подготвуваат или наскоро ќе треба да одат на програма. Така што јас предлагам, го споменавме кајакот, споменавме природа, цркви, спортско-рекреативниот центар, базените, езерата, да видиме што се случува со алпинизмот. Па се враќаме во студиото. Дали знаете дека Матка е срцето на алпинизмот во Македонија? Карпата таму по состав е варовни, кој се карактеризира со умерена компактност, а насоките се наоѓаат на 5 локалитети. Централа, Отмарова Карпа, Карпата кај домот, Маткино Трло и Иглите на Матка. Бројот на алпинистичките насоки е 40. Сите се со различна тежина и со должина од 150 до 200 метри. Насоките се добро обезбедени со соодветна заштита. Спортско-качувачки насоки ги има 30. Сите се добро обезбедени со спид клинови, а должината варира меѓу 15 до 40 метри. Најдобрите периоди за качување на овие карпи се од март до јуни и од септември до доцниот ноември, што не значи дека и во зимските месеци не може понекогаш да се ужива во пријатните пролетни температури на ова место. Постои водичи опрема за алпинистичките и спортско-качувачките насоки, кои може да се набават во планинарскиот дом. Буквата Ј. Јовица Гроздановски.
Ова име го носи спелеолошкиот парк наречен според трагично загинатиот алпинист. Паркот е составен од 3 пештери – Врело, Убава и Крштана, како и една подводна пештера, Подврело на Матка како уникатен туристички потенцијал, станува се попопуларно место за голем број туристи. Во 1994 е на иницијатива на Спелеолошкото друштво Пеони, а врз основа на стручна документација изготвена од тогашниот Републички завод за заштита на природните реткости, со финансиска поддршка на градот Скопје, Собранието на град Скопје согласно Законот за заштита на природните реткости од 1973 година донесе одлука за прогласување на кањонот Матка за споменик на природата. На овој простор посебно внимание заслужуваат карстните форми, 10 пештери со должина од 20 до 170 метри и двата пропасти со длабочина до 35 метри. Матка представува еден од најголемите рефугиални центри за време на глацијалниот период, што придонело денес на овој простор да се сретнат голем број реликтни и ендемични растенија и животни. Искуството на туристите што имале можност да го посетат кањонот велат дека чувството е уникатно. Доживувањето најчесто го опишуваат како да сте откриле нов свет. Во тој свет доминираат високи карпи и пештери, планинарски патеки, колоритни пеперутки, лековити води и растенија, средновековни манастири, различни природни мириси и така натаму. Пештерите изобилуваат со уникатни форми на сталактити и сталагмити. Секогаш при посета на кањонот ќе имате можност да поразговарате со некој локален кајакар, планинар, алпинист или угостител за убавините на овој простор. Истражувањата на подводната пештера покажаа дека е една од најдлабоките подводни пештери во Европа и во светот. Морам да напоменам Да се исправам, од режија ме искара дека ми била крива краватата, ако убаво разбрав. Морам да кажам за Матка, многу често го кажувам тоа и ќе го кажувам се додека не се среди. Пештерата Врело е единствена пештера во свет во која приватни луѓе ја имаат под клjuč и пуштаат туристи, возат туристи, наплатуваат за тоа, нема никаква евиденција и државата од тоа нема никаков бенефит. Единствена пештера во свет на таков начин. И мајки предвид дека барем кога се интересирав, сега да не го шириме многу разговорот, меѓутоа пред едно 15 на 20 на години кога се заинтересирав првпат за Алшар, сега шетам на други краишта, нешто слично беше и таму ситуацијата барем во тоа време, сега малку е поинаку регулирано, се надевам, меѓутоа во контекст на муабетот Матка на каков начин ние Така, ние значи промовираме нешто, а вака излегуваме како да сме несериозни ни во одржувањето, ни во стопанисувањето. Апсолутно препуштено. Излегува дека глумиме систем и глумиме држава. А верујте ми, има секој ден барем да не речам 2 чамци кои одат таму, дека тоа се 80 на луѓе и дека таа пештера е жива пештера која се уште се формираат сталактити и сталагмити, имаше лилјаци, не знам сега дали има, не сум била одамна, меѓутоа не е направен увид дали тоа има оштетувања, дали смее да се примат 80 или само 10 посетители во текот на денот, никој не направил таква евиденција. И јас многу често велам дека тоа за 50 на години ќе биде една дупка само, а не. Таму и обучавата може да биде проблем и за лилјаците, а и за Дефинитивно. Затоа што и звукот може да оштети. Светло има, таму со секоја посета се пушта тоа светло во разни бои, едноставно за впечаток на туристите, меѓутоа иако тие се заштитени лилјаци и се нешто што само го има тука. Излегува вака како што зборуваме и за многу други сфери, бидејќи нашите пријатели од Европската унија кон која се стремиме, велат дека имаме во одреден дел одлични закони или одлични законски решенија, ама немаме имплементација. Добро, можно е, значи имаме закон, значи заштитено е подрачјето, се како што треба, додека оде ја превозите ние коментиравме. Во најмала рака постојано слушаме за некакви во тренд се еколошки проекти на
долгорочна одржливост и така натаму, кои што се финансирани од различни домашни и странски фактори. А ова е вака. За жал. Ако државата потврдила, барем не знам, дојдовме до идеја, не знам, еколошки патроли од здруженија на граѓани, од младенци. Значи некој Има мора решение секако за тоа и меѓутоа мора да се добие печат дека некој се грижи таму во дека мора да биде да има управител. Тоа е направено и законски, така е регулирано. Матка е према потребите на град Скопје, на Сарај, на Република Македонија. На Република Македонија. Зависи од инвеститорот, не? Па нема некои инвестиции кои би биле за тоа, него е интересно подрачје, едноставно е тоа нешто што како да го кажам, секој сака да биде негово. Јас пред 20, ако нема и повеќе години, нашето здружение правеше проспект за пеперутки во Матка. Морам да напоменам дека од 400 вида на дневни пеперутки во Европа, 201 се во Матка. И дека едноставно има и примероци кои само таму ги има и никаде на друго место. И со години доаѓаа луѓе кои ги ловеа и на берза во Берлин ги продаваа од 200 до 250 евра комат. Па правеа во рамките на некои проекти одредени медиуми, нели имаше такви содржини за среќа, едни од ретките кои што целисходно нели го имаат својот ефект. Чинам дека пред известно време баш на интернет гледав нешто околу трговијата со пеперутки, како свежо ете да речем во поново време истретирано. Танзанија има редок примерок на пеперутка. Направија задруга во која тие ги одгледуваат гасениците, која ќе биде пеперутка се препарира во рамка, во слика и таа се продава како така и на таков начин екзистира. Има држави во кои што строго се казнува изнесувањето надвор. Се смета еднакво на шверц на дрога. Еве еден начин да тоа се покрие со трошок, да едноставно имате кога одите од према Браната горе еден засек кој јас постојано велев дека треба да биде музеј на пеперутки. Бидејќи дрва се тука, имам некои пештери, едноставно е можно да тука опстанат тие пеперутки, ги има по целата стаза која ќе доаѓате, да тоа функционира и да луѓето кои ќе дојдат може да Имаш идеја, си замислила дури локација, ама што би рекол Виктор нашиот апостолски, кој те праша? Ама да си кажеме. Не само што јас сум замислила, него сакам да кажам дека има можности. Така е, не, па ја лично немам амбиции да отварам. Апсолутно и веројатно тоа им е јасно на сите дека е далеку од некаква лична амбиција, туку дека е за една насока, само дека тоа може да опстане. За општо добро, да. За општо добро. Се приближуваме полека кон крајот. Времето ни истече. Температурата се уште не паѓа по 30 степен, ако не ме лаже телефонот. Не лаже. Веројатно не очекува, се надевам, ајде, на радост на многумина летото и треба да биде жешко, нели често пати знаеме ние да се жалиме. За разлика од нашите... Мислам дека ова претопло и дека е ненормално да во 5 сат поручек или во 7 биде 31, а да во 12 или во најтоплото кога знаевме од 3 сат биде многу пониско. Наглите промени и осцилациите веројатно го прават своето. За туризмот допрва ќе зборуваме, допрва ќе смислуваме и подготвуваме нели нови содржини и нови проекти. Марко не го прашавме ништо. Марко не успеа да дојде до спорт. Не успеа да дојде, да, ние двајцата како што сме, ама ќе добиеш Марко прилика во некое следно издание, ако не тука во авантуризам, па ќе си поправиме. Марко е научен да биде презентиран по медиумите и да едноставно си пречути доволно. Не, Марко е интересна приказна за децата, нели? Постојано ги спомнуваме младите дека не знаат, дека не се заинтересирани и токму тоа е еден од начините да се привлече внимание. Марко може на тој детски начин да се повеме. Моите внуки уживаат со неа, сега имам и 2 мачора, од кој едниот моја играчка, со која се забавля. Мирко и Славко, јас се чудам како ти го дадоа да го донесеш овде, бидејќи знам дека име третиот другар на мачињата. Не беа баш одушевени. Ти благодарам, колку зборови, толку добрини, века нашиот народ. Меѓутоа да не останеме само на зборови, да не излезе како политичка клише флоскула, меѓутоа треба дела и треба делување. Ние ќе правиме колку што можеме,
како што вели еден наш заеднички постари, помудар, да речам, познаник, пријател, наше е да се обидеме. Може би нема планини да поместиме, ама барем ќе кажеме се обидов. Мојот животен став е да се обидам. Се надевам дека со новото Министерство за култура и туризам ќе успееме да најдеме соодветен соговорник за авантуризам и да споруваме на можностите кои ги имаме, а не знаеме да ги искористиме. Така. И прво да се запознаеме самите себе, да научиме, веројатно тоа како на орото има чекори напред, меѓутоа има и неколку назад. И веројатно треба да почнеме од тие назад, за да после тоа одиме 6 напред. Ти благодарам, Гордана, нашите моабети немаат крај, кој не знае дека често пати и во приватен разговор велиме уште ова е последно и после тоа правиме моабет уште 2 сати, ова е сепак програма која што има одреден ред и поредок, а да не им зодееме на гледачите. Јас овде ќе се заблагодарам и тебе и на Марко, на гледачите само ќе им кажам дека на телефонот 070 414 050 може да испраќаат пораки, сугестии на Viber апликацијата и да не следат на сите можни социјални медиуми, како и на нашиот интернет портал vtv.mk, на кој што емитуваме програма преку лајвстрим во HD резолуција во живо. Овде се одјавуваме на 30 степени, нешто пред половина, може би помалку од половина час пред залезот на сонцето и најавуваме средба за 7 дена. Дојдувај. Пеперутки. Во Македонија има 202 вида дневни пеперутки, што представува околу 50% од нивниот вкупен број во Европа. Само на Матка и во подрачјето на реката Треска има 119 видови дневни и 140 видови ноќни пеперутки, а се среќаваат и 77 видови на балканско ендемични мали пеперутки и уште 18 други видови кои се нови за науката. Некои од нив се на работ на исчезнување. Попознати видови пеперутки од ова подрачје се пругастата пеперутка, ластовичкина опашка, црн аполон, поликсенова пеперутка, зелкар, планински белец, курперов белец, мртовечки плашт, дневен пауновец и адмирал. Матка е природен кањон кој како географски релјеф е навистина особен. Прекрасниот кањон се наоѓа на само 15 километри од Скопје. Опфаќа 5000 хектари од прекрасното езеро, стрмни планински падини, возбудливи пештери и живописни средновековни манастири. Благодарение на својата исклучително добра положба во близина на Скопје, кањонот привлекува туристи од целиот свет. Матка е седиште на бројни и разновидни билки и животни. Матка Катуниште. Матка Катуниште е населба од римското време. Според кажувањето на жителите, при изградбата на една викендичка било откриено едно депо на римски бронзени монети. Марковград, тврдина кастел од доцно античко време и средниот век. Во низината внатрешност се гледаат остатоци од средновековна црква, стамбен објект и други помали објекти. По старата тврдина кастел датира од 5 до 6 век, а остатоците од средновековната тврдина се од втората половина на 14 век. Свети Спас, градиште Викус од римското и доцно античко време. На самиот врв имало плато обкружено со одбрамбен зид, на кое се гледаат темели од повеќе објекти, а се среќаваат фрагменти од керамички садови и мермерни блокови од раноантички храм. Исто така се гледаат темели, столбови, бази, импости и други материјали од старохристијанска базилика.